Падна владата на Бугарија. Бугарскиот премиер Росен Желјасков го послуша барањето на повеќе од 150.000 бугари, кои излегува на улиците и со ласари кон зградата на бугарскиот парламент, порачаа мафијата надвор, оставка за фер избори. И не само во Софија, и во десетина други градови се бараше оставки од актуелната владина гарнитура. Ден по големите протести, Желјасков кажа дека го слушнале гласот на граѓаните и поднесуваат оставка, бидејќи се кренале младите, старите, луѓе од различни етнички припадности. Протестот беше против ароганцијата и суетата, против начинот на кој се практикуваат демократските вредности, затоа владата поднесе оставка. Големите протести кај источниот сосед дојдоа откако бугарската влада го повлече својот буџетски план за 2026 година, првиот што е составен во евра поради влегувањето на Бугарија во еврозоната од 1 јануари следната година. Не може Пеевски да е на власт и јас да трпам, не можам. И многу други луѓе не можат и нема, просто нема. 36 години бугарите сакаат демократија и некаква промена. Тоа што се случува е една промена, се случува. Тука сме со барање за да се чувствуваме слободни, да живееме слободно во нашата родна држава. И председателот на Бугарија Румен Радев порача дека бугарите јасно кажале кое е нивното барање. Народот го претрка парламентот и вечерва гласаше недоверба на владиниот кабинет. Незапамтен број бугари од сите возрасти и партии го сторија тоа на плоштадите во Софија, Пловдив, Варна, Бургас, низ цела Бугарија и Европа. Протестот роди широк народен консензус против мафијата, што е поважно од сите разлики од сите обиди за присвојување на надежта. Опозицијските партии и други групи претходно порачаа дека протестираат против плановите за зголемување на придонесите за социјално осигурување и даноците на дивиденди, кои беа воведени за финансирање на повисоките државни трошоци.